Премиерот Христијан Мицкоски соопшти дека е постигнат договор за покачување на платите на околу 11.000 административци во државната администрација, вклучувајќи ги вработените во судовите и обвинителствата. Платите ќе бидат зголемени за скоро 40% до 2028 година. Ова е историски момент, бидејќи досега никогаш порано не се случило да имаме ваков план за зголемување и усогласување на платите, за да се достигне достоинствено ниво, истакна Мицкоски. Премиерот посочи дека владата преку овие чекори ги регулира односите со вработените во државната администрација, по моделот кој веќе е применет за образованието, здравството и другите институции. Тој додаде дека општиот колективен договор кој е истечен ќе биде надграден и дека владата е подготвена да преговара нов договор со синдикатите до 2028 година. Мицкоски истакна дека договорот е резултат на конструктивен разговор и се оценува како вин-вин комбинација, од која корист ќе имаат и работниците и владата, пред се граѓаните и државата. Обвинителството продолжува со активностите во рамки на обсежната акција во која досега се запленети над 40 тони марихуана од повеќе правни лица на територијата на државата. Акцијата се спроведува во соработка со Министерството за внатрешни работи и Комисијата за одобрување на одгледување на канабис за медицински цели при Министерството за здравство. Постапувањето е во координација со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и со други јавни обвинителства, со надлежност за предметите за кривични дела утврдени во Законот за контрола на опојни дроги. Обвинителството истакнува дека за целосно утврдување на фактите и околностите е во контакти со обвинителството за организиран криминал на Република Србија, со цел размена на информации и евентуално утврдување на поврзаност и потекло на марихуаната. Јавниот обвинител презема и други законски действија, вклучително со слушување лица во својство на сведоци за прибирање докази и факти релевантни за случајот. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција најавува дека ќе продолжи со сите действија и дека јавноста ќе биде навремено информирана за резултатите. Партијата на јапонската премиерка Санае Такаичи извојува убедлива победа на предвремените парламентарни избори во Јапонија. Либерално-демократската партија на Такаичи ќе го врати мнозинството во долниот дом на националниот парламент со 465 места, објавија јапонските медиуми. Поддршката од десничарската партија Ишин ја овозможува на ЛДП да владее со стабилно мнозинство. Според НХК може би дури и со двотретинско мнозинство. ЛДП која владае речиси непрекинато од 1955 година во Јапонија, претходно го загуби мнозинството поради скандали кои го нарушија угледот на партијата. Такаичи, која на крајот на октомври стана првата жена премиер во Јапонија, уживаше висок рейтинг и ја изненади опозицијата со распишувањето на предвремените избори. Конзервативниот премиер на Тајланд, Анутин Чарнвиракул, прогласи победа на предвремените парламентарни избори. Локалните телевизиски прогнози покажуваат дека неговата партија ќе освои големо мнозинство места во парламентот. На добар пат сме да ги добиеме изборите. Денешната победа им припаѓа на сите тајланѓани, без разлика дали гласале за нас или не, изјави Анутин, откако неговиот ривал го призна поразот. Официјалната потврда на резултатите од изборите се очекува за неколку седмици. Изборите се одржаа во време на политичка нестабилност и на вооружен граничен спор со соседна Камбоџа. Анутин е третиот премиер на Тајланд за само 2 години. Од крајот на декември е во сила кревок прекин на огнот по должината на границата, која е долга околу 800 километри. Времето денеска променливо облачно со услови за повремени слаби врнежи од дожд. Предпладне врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег во некои од повисоките места. Ќе дува слаб до умерен поплатне наместа дожд по Вардаријата, повремено засилен ветер од југоисточен правец. Во Скопје е претежно облачно време со услови за слаб дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Под влијание на серија влажни воздушни бранови следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, локално пообилни, а на планините од снег.
Поради продор на поустуден воздух, во понеделник врнежите од дожд ќе преминуваат во снег на некои од повисоките места. Ќе дува слаб до умерен, а во среда и четврток засилен ветер од југоисточен правец.